Ние сме тука жители на улицата Питу Гули и на овие други улици тука во населба Водно. И сме собрани за да дигнеме свесност и да направиме малку притисок кон институциите, кои што некако немаат слух за нашите проблеми и покрај многу пријави некако не можат да се договорат кој е надлежен за овие работи. Собрани сме бидејќи во низ оваа населба се движат коли со доста голема брзина. Тука кратат каде што нема Safe City, а тротоарите не се обезбедени, нема тротоари, некои се узурпирани тротоари, цело време паркираат коли, дали од амбасадите, странки или од било каде, не знаеме, и тротоарите никогаш не се слободни за децата да можат да одат во школа. Значи, децата до оваа населба одат во две школи, две училишта, во Киро Глигоров и во Кочораци. И по пат на тие школи децата мора, не знам колку пати, 15 пати да го ризикуваат животот, да заобиколуваат разни препреки, каде што нема тротоар, необележени премини и така натаму, за да стигнат до школа. Значи, буквално чекаме да се деси, да се случи некаква катастрофа, за да обезбедиме некакви основни услови кои што надлежните нели ги должат на граѓаните. А тоа се обележани безбедни премини, ограничена брзина на поминување на колите, ако треба тоа со лежачки полицајци или како и да е, столбчиња за да нема, за да бидат обезбедени тротоарите и да бидат отстранети објектите од тротоари. Тоа е се. А вие сте били во комуникација со општина, центар? Апсолутно, значи ова се пријавени работи, најскоро и кон медиумите, мислам на 20 и некој април беше пријавено, баравме само конкретен план, кој сектор и така натаму. Меѓутоа добивме само одговори дека е препратено до надлежен сектор. Од град Скопје се изјаснија дека не се надлежни, а од ПОЦ рекоа дека не можат они со пајак службата да дигаат ако нема зонско паркирање или резидентно, што нема овде. Од град Центар ни рекоа дека ПОЦ се надлежни бидејќи они си имаат своја пајак служба. И сега ние си играме со институциите, не препраќаат од една во друга трета, проблемот останува. Значи децата мора да заобиколуваат, не знам што да излегуваат на улица, додека колите возат 60-70. Значи со огромни брзини се залетуваат, прават штета. Стварно сакаме превентивно да се делува, да не чекаме да се случи некаква катастрофа, за да се стават основни безбедносни мерки за децата и за пешаците. И дали доколку нема одговор ќе продолжи со протестирање? Доколку нема одговор, апсолутно ќе блокираме повторно и ќе оневозможиме да биде користена оваа улица како транзитна, барем во тие часови кога ќе блокираме, да бидат безбедни улиците. Намерно е во ова ударно време за да има поголема видливост за нашиот проблем.